Постојат два основни услови кои треба да бидат исполнети за остварување на правото на инвалидска пензија: неспособност за работа, односно времето на настанување на инвалидноста и годините на стаж. Неспособноста може да биде општа неспособност за работа, постои кога работната способност е намалена за повеќе од 80%. Професионална неспособност за работа постои кога работната способност е намалена за повеќе од 50%, а најмногу до 80%. Инвалидноста постои кога кај осигуреникот поради промена во здравствената состојба која не може да се отстрани со лекување или со медицинска рехабилитација, работната способност е трајно намалена за повеќе од половина во споредба со физички и психички здрав осигуреник со исто или слично образование и способност. Инвалидноста може да настане како последица на болест, повреда надвор од работа, повреда при работа. Тука влегуваат работниот пат од станот до местото на работата или обратно, патот при вршење на работните обврски или професионални болести кои се причинети со непосредно долготрајно влијание на работата врз здравието на работникот. Ако инвалидноста е причинета со повреда на работа или професионална болест, инвалидската пензија се остварува без оглед на должината на пензискиот стаж. За лицата со мултипла склероза важно е настанувањето на инвалидноста како последица на болест. Така, потребно е пред настанувањето на инвалидноста или на денот на престанокот на осигурувањето, доколку работниот однос ви прекинал по настанатата инвалидност, да сте постар од 45 години и да имате навршени најмалку 12 години пензиски стаж. Доколку сте над 37 до 45 годишна возраст, стажот треба да ви покрива 40% од вашиот работен век. Доколку сте над 30 до 37 години живот, стажот треба да ви покрива 40% од вашиот работен век. Должината на работниот век зависи дали работникот има завршено средно, вишо или високо образование и се добива така што од годините на вашата возраст во моментот на настанување на инвалидноста ќе се одземат 26 години доколку имате завршено високо образование, 23 години доколку имате завршено вишо образование или 20 години доколку имате завршено средно образование. Ако инвалидноста настанала до навршување на 20 години живот, потребно е на денот на настанувањето на инвалидноста лицето да имало својство на осигуреник и да има најмалку 6 месеци стаж. Ако инвалидноста настанала до навршување на 25 години живот, потребно е на денот на настанувањето на инвалидноста лицето да имало својство на осигуреник и да има најмалку 9 месеци стаж. Ако инвалидноста настанала до навршување на 30 години живот, потребно е на денот на настанувањето на инвалидноста лицето да имало својство на осигуреник и да има најмалку 12 месеци стаж. Висината на инвалидската пензија зависи од остварениот стаж и се пресметува како процент од пензиската основица. Ако остварениот стаж е под 15 години, процентот се определува според посебни формули на заменски стапки зависно од годината кога е остварено правото. За да добиете инвалидска пензија, најпрво мора да обезбедите наод и оцена и мислење од Комисијата за оцена на работната способност, која работи во рамките на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Закажувањето на преглед кај Комисијата оди преку системот Мој термин, при што на денот на прегледот треба да ја носите вашата медицинска документација во оригинал. Откако ќе добиете наод и оцена и мислење од Комисијата, поднесете барање за инвалидска пензија до Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, со кое ќе доставите и
Предлог за медицинско вештачење со наод и мислење за здравствената состојба на осигуреникот, образец број 3, кој што го пополнува матичниот лекар. Општи податоци и описи на работите на вашето работно место. Извадок од систематизација на работни места кои ги издава работодавачот. Оригинална медицинска документација потребна за дијагностицирање на болеста. Фондот донесува решение по вашето барање во рок од 30 дена од поднесувањето или 50 дена ако има утврдување на фактичката состојба. Доколку не сте задоволни, во рок од 15 дена по приемот на решението, можете да поднесете жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен. Против одлуката на комисијата може да се поднесе тужба до управниот суд.